Здраво! Едно од најчесто поставаните прашања е што е ATG. Ова видео ќе го одговори тоа прашање. Кратенката ATG значи Athletic Truth Group на англиски, односно на македонски преведено е група за атлетска вистина. Зошто атлетска вистина? Атлетски е некој кој што е физички силен, фит, активен и добар во спорт. Вистина е нешто што функционира и дава резултат. Од тука ние сме група која што вежба според принципи, кои што ќе ги поминеме понатамо видео, кои што не прават посилни, пофит, поактивни и подобри во спорт или било која друга физичка активност. ATG е систем на вежбање кој што не е спорт бидејќи нема надпреварување, туку мерливо и прецизно се вежба силата и флексибилноста на целото тело за да е спремно за било каков спорт или било каква физичка активност. Затоа секој може да вежба ATG бидејќи ќе му помогне било што друго и да прави. Првиот принцип е дека го вежбаме телото во правилен сооднос, бидејќи доколку се вежба едно нешто повеќе од друго, се нарушува балансот во телото и доаѓа до болки и повреди. Затоа ние во ATG посветуваме доволно внимание на силата и флексибилноста на секој дел од телото, односно предниот дел од зглобовите да биде во баланс со задниот дел од зглобовите, дали е тоа колената, дали е скочните зглобови, коковите, рамениците, трупот. Исто така левата страна да биде еднаква со десната страна и долниот дел од телото да биде во баланс со горниот дел од телото. Зајакнуваме од доле па нагоре, бидејќи гравитацијата влече во тој правец и ние мораме да бидеме силни доле, за да можеме нагоре да качуваме сила и мускулна маса, која што ќе ни дозволи да бидеме поотпорни на болки и повреди. Често слушаме и за тројна екстензија, која што е битна за физички перформанс и тоа значи екстензија и испружување, односно испружување на скочните зглобови, испружување на колената, испружување на коковите, кои што не носат напред, дали е тоа за трчање или за скокање, но кога ќе трнеме напред, потоа имаме тројна флексија, односно сега кога тргаме напред, имаме флексија, свиткување на скочниот зглоб, имаме свиткување на кокот и свиткување на коленото, за да можам да продолжам да одам напред. Сега, колку јас ја зајакнувам таа тројна екстензија, дали е тоа со чучен со дедлифт, морам да ја зајакнам и флексијата, бидејќи доколку се во дисбаланс, имам поголема сила во екстензија, немам доволна сила да ја поднесам таа сила која што сега произведувам, доаѓа до преоптеретување на одредени делови на телото и се создаваат болки и повреди. Така да ние во ATG ги вежбаме и двете, односно вежбаме и тројна екстензија, дали е тоа на скочните зглобови, колената и коковите, но вежбаме и тројна флексија со одредени вежби, бидејќи тоа не прави поотпорни и позаштитени на болки и повреди и ни го зголемува физичкиот перформанс уште повеќе отколку само ако вежбаме тројна екстензија. Вториот принцип е дека вежбаме сила и флексибилност заедно во секој опсек на движење. Тоа значи дека сме јаки и флексибилни во секој опсек на движење, кој што ни даваат мобилноста. Често знае да се помешаат овие два термини флексибилност и мобилност. Која е разликата? Разликата е што флексибилноста е способноста на мускулите да се истегнуваат, силата е способноста на мускулите да совладуваат одреден отпор, мобилноста е збир на сила и флексибилност, односно таа е способноста на самите зглобови да се движат во одредено растојание, која што зависи од силата и флексибилноста на сите мускули кои што се поврзани со тој зглоб. Па така ја можам да имам флексибилност, некој доколку ми ја притисне ногата да ја кренам до овде, но доколку самиот немам сила да ја кренам до горе, мобилноста на зглобот ќе биде таа, бидејќи се движи во тоа растојание. Исто така и обратно, јас можам да имам сила, но доколку сум затегнат, тоа ќе ме стопира, мускулите од обратната страна ќе ме лимитираат и јас повторно нема да имам мобилност во зглобот на колкот. Затоа, доколку имам и сила да ја кренам ногата и флексибилност, сите мускули се доволно флексибилни за да се истегнат да можам да кренам, тогаш ќе добиам мобилност на самиот зглоб. Затоа во ATG, кога правиме вежби,
Значи во исто време и зајакнуваме и истегнуваме, бидејќи тоа ја зголемува мобилноста многу побрзо и ни дозволува многу полесно да ја одржуваме понатаму. Исто така го зајакнуваме секој зглоб на телото во целиот опсек на движење и во скратена и во издолжена позиција. Што значи тоа? Пример да го земеме коленото, значи ја вежбаме и горната позиција, ја вежбаме и средната позиција и долната позиција, долниот опсек на движење, долното растојание, кој што не прави позаштитени од болки повреди, ни го зголемува физичкиот перформанс и исто така, бидејќи ги стегнуваме и сите околни области и делови од телото, не оставаме слаби или затегнати алки. Третиот принцип е дека секоја вежба ја работиме со перфектна и прецизна форма и контрола, за да има најдобар резултат. Затоа секогаш гледаме да има надзор од тренер кој што ја прати изведбата на вежбите. Секоја вежба можеме да ја направиме полесна или потешка во зависност од нивото на спремност на секој вежбач. И поради тоа, секој што може барем да оди, може да вежба ATG и со тоа да ја подобри неговата физичка способност. Четвртиот принцип е дека секогаш вежбаме без болка во зглобовите за време на тренингот и потоа. Од тука ја зголемуваме физичката способност на безболно ниво, бидејќи доколку претходно способноста била овде, а некаков физички напор бил овде и предизвикува болка, сега го правиме телото поспремно, за да може тој напор што ја предизвикувала болката, веќе да не го прави тоа и болката да исчезне. Потоа физичката способност ја качуваме све повеќе и повеќе, да направиме еден вид на резерва која што ќе не направи позаштитени од потенцијални болки повреди во иднина и ќе го зголеми физичкиот перформанс за животот или било кој спорт или физичка активност која што ја правиме. Петиот принцип е дека мораме да сме доволно силни за сопствената тежина во секоја област од телото. Овој принцип се вика релативна, односно споредбена сила. Тоа значи натрешната сила на телото споредена со масата на телото. Доколку немаме доволно сила во секоја алка од телото, во однос на самата маса на телото и плюс да може да ги совладува надворешните сили како гравитацијата или надворешните сили од другите луѓе наоколу, нашето тело ќе биде побавно, ќе се уморува побрзо и ќе биде поподложно на болки и повреди. Затоа во ATG гледаме секоја алка да е доволно јака во однос на самата маса на телото, плюс надворешните сили од надвор, бидејќи тоа ќе не направи побрзи, поексплозивни и поиздржливи. Зошто поиздржливи? Бидејќи сега со помалку напор и енергија ќе можеме да ги изведуваме истите движења што претходно ни требало повеќе напор или енергија или во однос на другите надпреварувачи доколку сте во спорт. И на крај тука се надоврзува шестиот принцип, односно тоа е дека имаме за секоја вежба ATG стандард, односно бројка која што е во споредба со тежината на телото и според индивидуалната цел на клиентот. Тоа е или тежина, или друго мерило, например кај вежбите за флексибилност да допреме нешто, кое што се стремиме да го постигнеме со постојан напредок. Овие стандарди служат како мерка за тоа колку нашето тело е подготвено за физичката активност или за спортот кој што го правиме или пак за целта која што ја имаме. Како например, на кошаркар му треба да крева одредена тежина на одредени вежби за да може да скокне да ја закуца топката на кош, или на некој постар човек му требаат истите вежби, но на различно ниво за да може да качува и да симнува скали. Се надевам дека ова видео ви го даде целосниот одговор на прашањето што е ATG. Ви благодарам доколку гледавте до крај и ви благодарам на вниманието. Доколку ви се допадна ова видео, лајкнете го, споделете го со другите. Вежбајте ATG и открите го вашиот физички потенцијал.